Повелете. Зборувате за трансферното за такива трансферното за Македонија, които месеци назад и ние го гледате јавноста е главна за одговори. Говорите на парламентарното мнозинство се движат до клика ќе биде утре, ќе биде сега, за 2 дена, за 5 ќе биде за едете, може не сега, може не после. Како таа транспарентност за која се залагате, наспрот вашите постапки и плюс само ваш коментар за денешното разрешување на директорката за финансиското подпомагане на Агенцијата за финансиско. Еве вака, значи, сето она што го правиме, јас го кажав и во моје обраќање ќе го повторам. Од секако вид на кризи на граѓаните им е преку глава. Ние мораме да бидеме внимателни, предпазливи, трапеливи и приседни. И тоа го демонстрираме постојано. Оформено е мнозинство, тоа постои таму во собранието, кое што има право и по устав, и по закон, и по деловник да носи одлуки. Но знаејќи го ВМРО ДПМН, сме го гледали на 24 декември 2012, сме го гледали многу порано во своето однесување. Не посакуваме да се најдеме сите во состојба, посебно и граѓаните и државата, каде што ќе се отвори повторно разговори за кој бил виновен, зошто тоа се направило, дали е било неопходно насилство, зошто е ова блокирање на нов начин или слично. Затоа, еве гледате кротко, пополека ги најавуваме процесите. И денеска ги најавивме. Со моето деловничко обраќање, со ова обраќање овде, јасно име на сите дека парламентарното мнозинство ќе одлучува. Ако беше до трпение, еве, 31 ден од кога почна дискусијата по третата точка. Колку да оставиме уште месец, 2, 3, колку нема субвенции, ќе нема плати. Ќе престанат со плата да зимат учителки, наставнички, воспитачки, ќе застанат институциите. Велија сме 11 години опозиција, да станеме уште 2, 3, 5 месеци. Тоа не е проблем за опозицијата. Каде е одговорноста пред граѓаните и пред државата. Затоа, еве вака што денеска ги најавуваме работите и чекорите кои што ќе се случат непосредно пред одлуката за избор на председател ќе ги најавуваме. Медиумите ќе знаат. Зошто? Заради тоа што преку вас ќе знаат граѓаните. Ни требате овде, следете го процесот, ќе го направиме тоа согласно устав, закон и деловник. Рамките на другиот дел од прашањето во контекст ова. Што туку добивте предупредување доле во пленарната сала да не се обидувате да направите државен удар, оно што вие го најавите за ВМРО ДПМН е рано на државен удар? Будалаштина е државен удар. Оформено и декларирано парламентарно мнозинство кое што сака да носи одлука во парламентарна демократија не е државен удар. Тоа се само глупави закони. Од тоа што некогаш значише мнозинство се малцинство во собранието на Република Македонија, ја испраќам пораката да не се обидуват за оваа работа. Уставот е јасен, има парламент кој што е во постојано заседание, ингеренциите на парламентот, да не си прави некој бајрам на мозокот, да ги плаши граѓаните. Нас сигурно нема да ни исплашат. Храброст и решителност сите знаат дека не ни недостасува. Пораката беше кон граѓаните да се заплашат, не треба да се плашат. Нема ингеренции Георги Иванов кога заседава парламентот. Парламентот заседава, закажана е седницата, течат расправите така да никој не може да прави нешто што е спротивно на интересот на државата. Впрочем, и ние нема да дозволиме никаква провокација, некој воопшто да размислува за таква работа. За разрешувањето на директорката, за мене е тоа соодветно на оставката на директорот на платежната агенција порано, оставки кои што падна од министерот Зоран Ставревски и од други министри на кои што има преку глава да ги извршуваат директивите, наредбите нахални од страна на луѓе кои што прават се за да се заштитат од одговорност. Реков, ќе се оди толку често на суд колку што има основани сомневања за кршење на законот и уставот. Одам на суд секоја недела. Меѓувреме сум во обвинителства, ќе одат сите. Законот мора да биде еднаков за сите, право и правна држава мора да владее повторно во Македонија. Повелете. Господин Заев, дали одсудствено сте спремни да одите на парламентарни председателски избори Северен Куп со една да Иванов да се откаже својата функција? Има оформено мнозинство. Тоа постои, видливо е, јасно. Треба да му се даде шанса. Нашето гласачко тело е охрабрено, виде дека може и во услови на режим. Ево го, може. Формирано е мнозинство. Не веруваа луѓето, па не гласаа. Не веруваа некој и гласаа со недоверба. Сега кога видел дека може, убеден сум минимум 5 мандати повеќе ќе добијаме. Но чему и на кој би било тоа од корист? На нас само од СДСМ граѓаните ќе изгубат нови пари, нови месеци. Еве да сум комплетно грешка. Другата крајност е ВМРО ДПМН да добие 5 пратеници повеќе.
Нека добие 60, со кој ќе прави влада? Што ќе испари тоа што албанските политички партии го имат како стартни позиции во преговори? Што ќе го избришиме од колективната меморија? Ова е само изговор да се купува време. Новото парламентарно мнозинство може ќе има идни на 3 месеци. Може ќе има 1 година, може 3 години, може 4 години. Заслужува да добие шанс. Реформите се пред нас. Може би ќе бараме избори ние за 1 година, може Никола Груевски ќе бара за година-две. Никој не може тоа да го каже. Но ако треба да има избори, сигурно треба председател на државата да се бира после се ова. Повелете. Спете да сметат дека секој нов ден изгубен од собранието е изгубен ден за СДСМ, а победа за ВМРО-ДПМН. Дека граѓаните кои што гласале за СДСМ сепак ќе го преиспитат својот глас. Во тој контекст Немојте да се плашите, граѓаните ја знаат целата вистина во државата. Не ни треба никакви стравувања. И на крајот чуму ни е рейтинг личен или партиски ако Македонија се уназадува. Постоиме како политичари и партии за граѓаните и за државата. И апсолутно е секундарно, терцијално или не знам од какво значење, како тоа СДСМ стои. Јас сум убеден дека рейтингот на СДСМ расте. Очигледно е кај албанскиот електорат дека расте. Расте и кај другите помали етнички заедници, расте и кај македонскиот електорат. 11 години нашиот политички опонент е власт преку глава им на сите. Се наслушија со се што заборавија, не заборавија. Така да не сме ние кандидати биле за суди и обвинители. Ќе си има независно судство, тие ќе носат одлука. Наша обврска е да ги придвижиме процесите, Македонија да оди напред. Повеле? Како би изгледал бирање на председател од мнозинството, како што Левковте го скажи во функција? Наистина, уставот, деловникот, законот за собрание ги дава сите можности. Можеме тоа да го направиме во пленум, дај Боже да биде така. Во пленарната сала, така треба да биде, тоа е редот. Можеме да го направиме во сала Борис Трајковски, каде што се држат комисиите. Можеме во било која друга сала. Можеме на скалите каде што се слика владата. Со лично поединечно изјаснување на секој, согласно деловник. Можеме, дај Боже се надевам дека ќе прифати тоа ВМРО-ДПМН, да преминеме на 4-та точка по пат на дискусии, да дојдеме до избора на председателот на собранието. Можеме во амфитеатарот на правен факултет, можеме во салата на Ману, можеме во Пелинце, можеме во Крушево, можеме во Моја Струмица, можеме во некој од хотелите, секаде можеме, постои тоа мнозинство. Суверенитетот граѓаните го предаваат на пратениците и тие имаат право да носат одлука додека се мнозинство. Го знам јас тоа, го знае Никола Груевски, го знаат сите. Еве ако е тешко, после 11 години се помине во опозиција, 5 недели да се испразнат, дадов. Страшно е дека се оди на судови, ќе се оди. Не се умира од тоа. Промените мора да се случат и никој не може да ги спречи. Процесите, демократија, слобода, правда ќе се вратат во Македонија. Тие итат и никој не може да ги спречи. Деловникот, ако внимателно го читате, дава убава деловничка можност како да се дојде од страна на мнозинството до избор на председател на собранието. Повелете? Навистина мислите дека ВМРО-ДПМН се откажени? Еве, и во ова моја изјава, и во одговорот на прашањата, јас ги повторам на кроток, на присебен начин сите пораки. Пораки на соработка ќе си треба, реално заради граѓаните. Ние можеме да бидеме политички различни или слично. Се обратив на говорница со целата внимателност, култура и почит кон сите. Ако има малку здрав разум, ќе направат чекор за навистина да се има дебата. Никој не сакаме да отклони дебатата, но нека има дебата на точката на дневен ред. Ако има реплика, нека има реплика, но нека биде тоа да се поправи одреден навод или да се коригира одреден навод. Се знае, деловникот е јасен. Само строго почитување на деловникот. Постои можност. Минале 5 недели имаме можност да почекаме уште 2-3 дена, 5, ако оди по деловник, толку треба да заврши избор. Но еве гледаме доле што се случува. Тоа испраќа порака дека време е парламентарното мнозинство да си го земе правото и обврската да избере председател од своите редови и да си понесе одговорност за водење на парламентот пред граѓаните на Република Македонија. Отворени се сите можности. Значи, отворени се сите можности. Отворени се сите можности. Верувајте дека тоа ќе го направиме во момент кога тоа ќе биде од секој аспект најуставно, законски, деловнички и внимателно пред се. Ќе го направиме. Трпевте вие 5 недели, трпаја граѓаните 5 недели, колку треба, толку треба, ова треба да се заврши без продуцирање било како друго.
Молам? Така, го дозволуваат комплетно. Ќе го направиме во моментот кога ќе донесеме одлуката како мнозинство. СДСМ има 49, ДУ има 10, БС има 5, Алијанса за албанците има 3 и ДП има 2. 69 стојат за процедурата час поскоро да заврши. Немате малку подршка од Демократската унија за интеграција? Има подршка од сите партии. Само се сите сериозни заради тоа што огромен дел од нив декларираат идно мнозинство и за влада. И тоа значи трезвеност и согледување на сите аспекти пред да се преземе чекора. Верувајте, ќе го направиме тоа во соодветно време. Господине Заев, зашто чекавте 5 недели, дали сте позади ова чекање се крие како што се зборува пополавниот однос со вашиот коалицијски партнер ДУИ кој што не се согласувал на чекорите кои што сакате да преземе? Знаете како, можеби и некои поединци од партиите дават основи за некакво сомневање. Знаат и врапчињата во државата дека ВМРО ДПМН ги затвори сите врати со ДУИ и со другите албански партии. Знаат сите дека ДУИ донесе одлука на Централното председателство за коалиција со СДСМ. Тоа зашто чекавте? Нема. Внимателност и предпазливост на процесот се важни. Еве ги спукаа сите куршуми. Што кажуваат? Ништо друго не кажуваат, освен тоа со што ја замарат целата македонска јавност. Ништо друго. Нека биде јавност. Ако треба тоа да биде внимателно и предпазливо направено, треба да биде направено внимателно. Ние можевме и на 29 Може. март, така беше кога тргна седницата, оти на 27 тргна, на третиот ден можевме тоа да направиме. Нека се искажат, можеби нешто ново ќе покажеа до сега, не. Само банално блокирање на собранието. Има ли кога се остои најстариот пратеник градската седницата Бранко Новарски Шедман? По деловникот, најстариот пратеник има право да води седница, секако присутниот најстар пратеник ќе води седницата. Може да се случи Да не видиш да мислото? чекате новиот спикер со средбата со американец од кој ти има шанс. Не верувам дека тоа со едно со друго е поврзано, не гледаме вака на работите. Значи за Господинот кој ти доаѓал, нема шанси. јас би сакал кога ќе дојде господинот кој ти да има писмо од Тала Џефери до Ѓорги Иванов за да добие 10 дена и тој правен аргумент да биде отстранен. Со програмата на новата влада политичкиот е отстранен. Би го посакувал тоа, но тоа зависи од парламентот и од одлуките на парламентот. Бе молам и да привршуваме. Изборите, значи како што разбрав, со услов Иванов да се откаже од својата функција, од СДСМ ја затвора врата за еден пакет на избори комплетно. Да ве повикам на лидерска среда да говориме оваа работа. Сакате да преговараме отворено пред камерите за каков вид на избори? Се извинувам. Ние остануваме на ставот, има формирано мнозинство, тоа треба да добие шанс. Никаква друга алтернатива не е за разгледување. Доколку не постои градската платформа, зашто едноставно не го изустине тоа што го бараат сите од вас да кажете дека се откажувате? Постојат почетни позиции на албанските партии заради нивно ветување на гласачите на изборите. Тоа било така и 2011 кога ветиле унапредување на законот за употреба на езиците, користење на знамето и законот за знамето, хашките случаеви. Тогаш не го вети тоа Никола Груевски на граѓаните, а го преговараш. Така, и го договори. И добро е што го донесе. Ево го мојот личен став за ова прашање. Ова се почетни позиции, ќе одиме на избори. Албанските политички партии нормално пак ќе ветат нешто на граѓаните. И ќе седнат после избори пак да преговарат. Не може Никола Груевски да бара од мене отфрлање јавно на некаква си платформа, декларација или не знам што, а тој самиот тоа не го направил. Зошто меѓу 9 јануари и 29 јануари јавно тоа не го отфрли? Апсолутно, ќе ми кажете прво што тоа е лошо во таа платформа, па после тоа ќе дебатираме. Повелете? Значи, отворите за избори, Даваме шанса на оформеното мнозинство да состави влада. Тоа Никола Груевски е отворен за избори за да купи време. Дали може би во вашите разговори со Груевски сте добиле понуда да ви дадат 41 глас визави тоа откажување од платформата, односно дистанцирање од платформата, да ви не да се откажете од нешто што не е важно? Тој тоа јавно го соопшти. Но, не, дали предходно, пред да почнете вие разговори со ДУИ? Не. Дали сте добиле таква? Не, апсолутно не. Ниту пред да почне тој да преговара со ДУИ, ние сме добиле таква понуда. Господине Заев, велите дека Груевски бара нели да се откажам од нешто што сами да се откажам. Значи вие сте прифатиле платформата, а велите сега ова не е точно, ова не е точно. Не знам како поинаку да објаснам. За да преговарате за документи, тоа е планот за живот во Македонија, политичката програма на ДУИ, на БЕСА, на Алијанса за албанците, треба да имате мандат.
Добивањето на мандатот значи да ве легитимира орган и тело на СДСМ, а исто така и нив да преговарат. Ние разговаравме, не преговаравме, зашто ти ни требаше подписи кои што ги побара Иванов, не Ферски. Појаснивме своји позиции. Појаснивме своји позиции и стојалишта. Впрочем, нашиот концепт за едно општество за сите ги имаше дефинирано нашите позиции. За да можеме да преговараме за било каков документ, за ресори, за имиња, за било што, треба да добиете мандат. И логично беше да почекаме да добиеме мандат за да отвориме преговорачки процес. Тоа е редот на работите. Во Македонија, поради тоа што не им се дава власта, заради тоа што тоа пусто столче сакат се уште да го држат, измислија потреба од подписи. За да ги добиеме подписите, потенцијалните партнери барем да видат наши стојалишта кои се во поглед на важните прашања кои што тие ги ветиле на граѓаните. И ние ги соопштивме нашите стојалишта да ги добиеме подписите. Ако добиеме мандат и преговараме за влада, тогаш ќе кажеме точно и нашите ставови. Како да ги кажем кога ни СДСМ ме овластил, ниту пак Иванов доделил мандат, што да кажем кога немаме преговарано за таква? Програмата за влада Програмата за влада е од страна на Социјалдемократскиот сојуз, објавена транспарентно во консултација со подписниците кои што дадоа подпис за добивање мандат. Друго прашање дали има? Друго прашање дали има? Дали мислите дека и вие индиректно го кршите уставот, што не ја спроведувате волјата на мнозинството граѓани? Имате 67 платеници, викате дека имате сите уставни права да гласате и председател на собранието и нова влада. Ову ствар вие не детувате. Значи, вашата дефансива сега ја сили деструктивната политика што го прави во МРДПМН. Дали мислите дека вие кршите уставот, што не делувате час поскоро? Чекавте 5 недели, викате дека имате сите уставни можности да делувате, а уствари не го правите тоа. И второ прашање што очекувате од следвата на со кој ти го помете? Јас сум убеден дека ние не го кршиме уставот, само сме внимателни во постапките. Кажете некаде каде тоа конкретно е скршен уставот од страна на оформеното мнозинство во парламентот. Не. Непрезимањето чекор не значи дека е кршење на уставот. Има пријавено за дискусија, се обидуваме дискусиите да бидат согласно деловник и тоа го укажуваме. Цело време тоа го укажуваме. Не, ние сме само внимателни. Јас очекувам уште посилна порака до господинот Иванов и до ВМРО-ДПМН кои што го блокираат процесот демократски од страна на господинот Хојти да биде тоа соопштено, јавно и јасно, заради тоа што наша определба членството во НАТО и партнерството со Соединетите Американски држави, со кои што имаме подпишано и посебен договор. Тоа е нормално за целиот демократски свет и јас сум уверен дека секоја порака директно посочена да се придвижат демократските процеси, кога се веќе декларираме за парламентарна демократија и демократска земја, да бидат стрикно посочени и колку што е можно попрецизно. Последно прашање само. Парламентарното мнозинство им дава шанса на ВМРО-ДПМН да се доистане. Но ова како што почнало може да трае со месеци, да не достане. Кој е решението, кога може да очекуваме конечно да земе храброст парламентарно мнозинство и да каже доволно? И дали ги има избори? Вклучувајќи. Можноста е отворена, вклучувајќи од сега па натаму. Час поскоро чекорот ќе го направиме. Повелете и завршувам. Дали уговори помеѓу политичките партии за одржување лидерска средства и политичка криза? Не постои така. Не постои. Секретар за Иванов, не викајте два. Секретар, Иванов секој ден зборува против албанската платформа. Секој ден. Тој е став на Иванов што го блокира собранието. Вие со други немате унифициран став за албанските прави. Немате. И немате унифициран програма за новата влада. Немате контрастав, немате став против ВМРО, што секој ден зборува за албанската прави. Како може? ВМРО може да прави проблем, како 2015. Еве вака, јас го повторам постојано тоа заради тоа што тоа е единствената вистина. Преговори отпочнуваат со добивање мандат. Никола Груевски доби мандат и почна преговори. 20 дена преговараше, не успе. Треба да добиеме мандат за да ги прецизираме своите ставови и реков на најтранспарентен начин.
тоа ќе биде презентирано. Логично е дека концептот едно општество за сите има многу поголеми близини и со другите албански партии, така? Отколку концептот на чиста Македонија, кој што го профилира тие надвор, кој што се приврзаници на ВМРО да помене. Тоа не овозможи почетните наши стојалишта, за да ги обезбедиме 67-те потписи да бидат приближни исти со тоа што очекуваше ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците кои што ги дадоа потписите. Јас сум уверен дека ќе успееме да постигнеме договор за формирање на влада. Впрочем, тоа и се наговестува од дискусиите наши, на ДУИ, на БЕСА, на Алијанса за албанците. Јас сум уверен во таа работа. Но редот е следен: добивање мандат, преговори, соопштување на одлука, излегување пред парламентот за избор на влада. Ви благодарам на сите.